Против мене и против раководните структури во општина Кочани поставени во претходниот период се водат политички хајки, рече во обраќањето на пресконференцијата поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски, а во врска со поднесената кривична пријава против него во врска со спроведувањето на пробниот период во линискиот градски превоз. Целта на ваквиот проект, рече тој, е да се овозможи ефтин превоз за ранливите категории граѓани од периферните делови на градот, но има и еколошки момент. Со истиот ќе се намалува и сообраќајниот метеж, како и ќе се намали загадувањето на воздухот во градот. За истото е информиран Советот на првата наредна седница во јануари 2014 година и Советот донесе заклучок пробниот период да се продолжи до 34.2014 година, за да се организира како редовен јавен превоз. Димитровски рече дека намерата за олеснување на движењето на граѓаните од страна на СДСМ било представено како криминал, а против него и другите раководители во општината се применувал политички реваншизам, за што се закани дека некој ќе мора да одговара. Очекуваме да следува период со нови невистини, лаги и монтирани политички случаи. Со тоа, сегашното раководство ја прикрива својата неспособност, некреативност, неработење во интерес на економијата и комуникациите и растот, како и немањето реализација на проекти. Од ова место сакам да им порачам на креаторите на ваквите случаи дека нивните намери се прочитани од граѓаните и нивното време истекува мошне брзо. Сите учесници, како и соучесници во овие валкани политички игри, ќе мора да одговараат пред лицето на правдата и системот во кој ние цврсто веруваме. На крајот од пресконференцијата Димитровски рече дека во изминатите години граѓаните виделе како се развивала локалната економија и се градела општината со капитални проекти, па затоа тие не требало да дозволат вниманието да им се одлекува со шарени лаги за секојдневието. Обраќањето пред јавноста тој го искористи и да ја честита новата година.